Од 13 до 17 мај во школка во градскиот парк новото издание на најголемиот вински фестивал во Скопје, а тоа е Виноскоп. Тоа значи дека штом не очекува Виноскоп, ќе се забавуваме со одлична музика, вкусни вина, односно вкусна храна и се разбира добри вина во чиј вкус и секогаш на вински фестивал знае да се ужива. Живе Апостоловски го имаме во приложение, односно се вклучуваме и се поврзуваме онлайн и се информираме за тоа што се македонските граѓани, македонската публика, оние кои што се дел веројатно и биле од изминатите изданија на Виноскоп, ќе може да очекуваат во ова пролетно издание. Живе, добро утро! Добро утро и до вас, добро утро и до гледачите на телевизија на Телма. Благодариме за можноста која што не поканивте да кажеме малце повеќе за Виноскоп, за оваа традиција која што годинава полни 15 години. Добра увертира, добра музика, добро вино, добра забава, со многу љубов, тоа е и нашето мото низ изминативе години работа. И малце подетално би сакал да кажам дека 15-тото издание уште еднаш нас ни потврда дека она што го работиме е навистина она што треба не само на градот Скопје, туку и на публиката од цела Македонија. Тоа е добрата забава и урбаниот живот, надополнета со квалитетно вино и музика. Покрај она што го спомена, би сакал да додадам дека оваа година малце по различна локација, која што ја кажа од 13 до 17 мај на школка во градски парк, место кое што нуди одлично можност за уживање на отворено, во природа, надополнето со добра музика, добро вино и едно нешто што би сакале е тоа да не послужи времето, бидејќи знаеме дека мај е месец исполнет со променлива клима. Во однос на програмата, станува збор за 5 фестивалски денови, каде посетителите ќе имаат можност да уживаат во богата програма со македонски изведувачи. Во главном се погриживме и тој дел да биде покрај виното како традиција, и кон македонската музика. Во однос на винариите, оваа година ќе се представат 15 винарии со повеќе етикети во земја како Македонија, каде што виното како граѓани си го чуваме на пиедесталот. Посетителите ќе имаат можност да вкусат различен тип и различни сорти на вина. На тој начин настанот може да представува еден вид на платформа за промоција на македонското вино. Јубилејново издание ни е само уште една потврда за осврт низ изминативе години, односно интересот за овој тип на настан и дека се она што го правиме е навистина нешто што им се допаѓа на публиката и дека она што фали буквално во Скопје и не само Скопје, и во Македонија, и дека овој настан како традиција доби и пошироко значење е тоа што секоја година покрај најголемата публика доаѓа од Скопје, но и од рамки на целата Македонија, е тоа што доаѓаат и групи од Србија, Хрватска и така натаму, кои што навистина уживаат, велат дека ова е супер издание, дека ова е навистина она што највеќе им се допаѓа од посетување различен тип на настани. И нешто што не мотивира да секоја година продолжиме и овој настан да го правиме, да еволуираме заедно со настанот. Затоа ги покануваме сите љубители на добра забава, на музика и на квалитетно вино да ни се придружат од 13 до 17 мај на школка во градскиот парк и да го прославиме 15-тиот роден ден на Виноскоп и да уживаме во вините што ни ги нуди овој фестивал. Да, Живе, така е, кажа се она кое што е важно, нели, и она кое што треба да го знаат нашите гледачи, оние кои ќе дојдат на Виноскоп во престојниот месец или од 13 до 17 мај. Интересно е што навистина овој фестивал премина во традиција и особено е важно заради тоа што се става акцентот на македонските вина, поточно она со кое што треба да се гордееме, а од истото се фасцинирани нели странските туристи кога ќе пробаат разни вкусови на македонско вино и тоа е нешто
кое што треба да се негува, вие тоа добро го правите. Прашањето е колку беше комплексно низ годините, со оглед на тоа што за да се одржи ете така една долгогодишна традиција, навистина во овие турбулентни времиња и не е така едноставно. Пред се тука станува збор за една поголема организација, станува збор за одбирање на соодветни локации кои што ќе соберат малку повеќе граѓани кои што ќе сакаат да уживаат, а истовремено и нели подготовка, односно договорување со различни музички групи и бендови кои што при тоа треба да бидат соодветни на самиот концепт кој што го има фестивалот. Па од тука како тоа низ годините да речеме напредуваше, се менуваше и се во согласност со тоа кое што веројатно го сака публиката. Во однос на еве ќе започнам со локациите. Во однос на локациите, претходното издание беше на Центар Јадран, во центарот на градот, претходно на плоштадот Македонија, така да во однос на локациите тоа е стварна договор, каде што гледаме да избереме простор кој што ќе е адекватен и со градот, но и со нашата организација, односно гледаме можност каде што би сакале луѓето да бидат релаксирани, да може да учуваат и овој простор, односно школка, е апсолутно она што ние го сакаме, а тоа е малце и природа одоколу. Во однос на музичарите, да, понудата е доста голема и низ годините. Тоа ствара малце нервоза, малце притисок, малце договарање, па објавуваме агенда, смени агендата, дошол нов, се откажал еден, другиот оди по третиот ден, така да и тоа станува, да речам, еволуиравме и ние со самиот настан овие изминати години. Исто така да не го забораваме и делот со изложувачите, односно со винарите, дека и со нив е стварно договор. Така да, нешто на кое што би сакал да кажеме дека учиме и секоја година сме се подобри и подобри. Значи, од самиот почеток организацијата била помала, а секоја година таа се зголемува, потребни се повеќе луѓе, поголема организација, секако сето тоа доаѓа и со бројот на посетители. Секоја година се бележи и раст во бројот на посетители, па така се надеваме дека овој 15-ти роден ден ќе донесе една рекордна бројка од однос на број на посетители. Да, јас ви го честитам во моментот ете овој јубилеј и верувам и не чека едно добро несомнено уживање од 13 до 17 мај во школка, односно кај школка во градскиот парк, новиот вински или еден од најдобрите вински фестивали кај нас, а тоа е Виноскоп, кој што ете ни нуди забава, дружење, одлични вкусови како на вино, така и на храна, но и добра музика како што можевме да слушнеме од овие информации. Живе благодарам за ово утринско вклучување и можноста да ги информираме нашите гледачи како ќе може да се забавуваат и да го исполнат еден од најубавите пролетни месеци, месец мај. Благодарам и до вас за можноста. Се гледаме на школка од 13 до 17 мај.